Како ја зачувате на денешниот ден, Велики четврток традицијата, што се случува во Прилеп и што понатаму не чакува овие денови до Христовото воскресение? Рано изутрина првин дома ги вапсуваме јајцата, а потоа неколку членки од Сдруженијето Преродба се собираме тука во канцеларијата и вапсуваме јајца кои тука ќе бидат послужени потоа за Великден, односно во вторник на трети ќе организираме Великденска трпеза. На Велики четврток вапсуваме јајца, може едно или три, зависи кој како си има обичај да си прави. Тоа се прави изутрина пред изгреј сонце, потоа едно јајце се става во сито, по стар некој обичај и црвен машки појас и се остава на прозорецот да го изгреат првите утрински зраци. На Велики петок се смета дека е доста тежок ден. Јас лично си кажувам дека дома не метам, не готвам и одам во црквата на целивање и така тој ден во мир и во тишина го поминуваме. Велика сабота се смета за празник само кога сме во црквата, меѓутоа дома ги вршиме подготовките, оние последните за големиот празник, Воскресението Христово Великден. За Великден подготвуваме богата трпеза, традиционална богата трпеза, на која мора да има јагнешко месо. Всушност јагнето представува кротост, милост. Всушност тоа е Христос, кој бил жртвуван како јагне. Крвта представува неговата крв. Црвеното јајце всушност е Христовата крв. Јајцето е затворено и тоа всушност го представува Исусовиот гроб. Кога квачката ќе го испили јајцето, тоа значи дека Исус ја турка плочата од неговиот гроб и воскреснува. Јагнето мора да го има на трпезата, како што спомнав, покрај тоа треба да има јајца великденски, црвени на трпезата. Обично си правиме од варените јајца со пресно кромитче салата, пиење, ракија, вино, обично вино црвено, и тоа ја представува Исусовата крв. И со радост, со веселба се собира целата фамилија и така 3 дена го празнуваме Великден. Еден од најголемите христијански празници. Јас сум повозрасна и од годините памтам дека кога кај нас дома ќе дојдеа млади кои се свршени или земени таа година, мајка ми секогаш му даваше чорапи, шамиче, да не ги пуштиме така да одат, плюс јајце нормално што следува. И кажуваше дека не треба да излезат со празна рака од домот, од кујчата, зашто тоа е беричет и за нас дома, меѓутоа и за младите да му биде среќен бракот. Исто така има една традиција во Прилеп, тој ден се оди на гости, се посетуваат роднините, пријателите. Да, јас со носталгија се сеќавам на годините кога со татко ми одевне на Великден. Па и возрастна бев кога одевне, кај сите роднини и пријатели, оние прво што ни се поблиски, па другиот ден кај оние што ни се подалечни роднини. Меѓутоа денес како овад малку да поизумира. Одат само кај најсвоите и тоа онај првиот ден одат. Потоа си се собираат друштва и така си го прославуваат празникот. Како и да е, младите да не заборават еден ваков голем празник. Покрај сите што ги празнуваме, Великден е еден од најголемите празници. Ние како Сдружение, бидејќи ја негуваме културата и традицијата, во границите на нашите можности пренесуваме на младите сето она што е во делот на традицијата, обичаите, па во некои од празниците има и песни кои се пеат и сето тоа сакаме да биде зачувано и пренесено на младите.